Бев верник и искрено и цврсто верував во она што го проповедаше религијата, пред да започнам да се прашувам за се што ја засегаше религијата и Бог. Пред да започнам критички да размислувам и да истражувам, јас не се сомневав дека Бог постои. Не бев до крај посветен на религијата, но одев во вистинска насока. Бев номинален верник, но мојата цел и мојата желба беше да го сознам Бог, а за тоа треба многу знаење и време. Започнав да ја читам Библијата, ја прифаќав содржината таква како што е напишана, имајќи уште тогаш на ум дека таа содржи заповеди, правила, многу метафоричка содржина и дека требаше да се сваќа и да се гледа и да се чита многу внимателно. Преку почитувањето на организираната религија, традициите дома или празниците, може да се каже дека се чувствува физичката страна на Бог, односно абстрактното се материализира. И тоа создава позитивно чувство, создава воскит, бидејќи таму се гледа големината на Бог, создава надеж. Но знаете како? За судијата да донесе вистинска одлука, мора да ги сослуша и двете страни. Излезе дека мојов случај има две страни. Едната е религиозната, традицијата и верувањето, а другата е обичаите, фактите, науката и историјата. Се додека немате интерес и иницијатива да го осознаете светот колку што е можно по-објективно и реално, нема да го добиете вистинскиот одговор. Првиот чекор е да излезете од комфорната зона. Комфорната зона е психолошка состојба во која човекот го искусува само она што му е познато. При тоа не предзема страв, нема неизвестност, а тоа не води кон просперитет и тој стои во место. Јас сум реалист и како таков сакам да го осознам светот онолку колку што е можно пореално и објективно, надвор од моите верувања и перцепција. Барав одговор за создавањето на универзумот, причината за создавањето на универзумот, причината за создавањето на човекот и зошто тој постои. Секој верник мора да знае дека не може да го осознае светот и природата на нештата само ако гледам во религиозните книги, напишани пред илјадници години од луѓе кои не знаеле дека земјата орбитира околу сонцето. Но токму овде настанува проблемот, бидејќи светите книги го содржат Божиот збор, а Бог е метафизичко битие кое е надвор од се што постои и тој создава се што постои. Тоа го става на врховна позиција на се што постои, вклучително и ставовите на науката. Пред модерните науки да се појават и толку да се развијат, религиите беа тие кои го имаа знаењето за создавањето на универзумот и човекот и причината за нивното постоење. Но, колку повеќе се развиваат науките денес, толку почесто се става во прашање постоењето на Бог. За ова постојат повеќе причини. Низ историјата постојат многу митови за создавањето на универзумот, за тоа зборува материјалната култура на народите. Токму затоа постојат религиите, политеистичките, на хелените, сумерите, скандинавците, или монотеистичките, или помодерните, како што се исламот, јудеизмот или христијанството. Но причините за создавањето на истите и екзистирањето на истите се исти за сите. Не очекувајте од мене да ви докажам дека Бог не постои. Јас не можам да докажам негација. Исто како што сега не можам да ви докажам дека до мене не стојат духови. Она на што јас укажувам се историските, логичките и физичките докази кои само укажуваат на тоа дека Бог најверојатно не постои. Дарвиновата теорија за создавањето на човекот е веќе докажана како вистината и таа се коси со религиозните тврдења за создавањето на човекот. Дарвиновата теорија преку физички докази ни покажува дека човекот настанал по пат на еволуција или промени низ милиарда години. Најважната причина поради која е еден атеист не верува дека Бог постои е затоа што не постојат докази или не постои начин да се докаже Божјото постоење. Проблемот лежи во религиозните книги, бидејќи верниците ги користат истите за да го докажат Божјото постоење. Но не секогаш може да се докаже нивната вистинитост. Денес многу често слушам како верниците тврдат дека од секогаш народите верувале во некој Бог, од секогаш се верувало во некој Бог и дека религиите постојат веќе илјадници години за денес да дојде некој и да го менува тоа.
и тоа да им биде аргумент со кој ќе го оправдаат своето верување во Бог и во неговото постоење. Ние денес не живееме во време во кое не знаеме како настанал човекот или молњата, па да имаме потреба да измислуваме богови. Денеска не веруваме дека Зевс, Атина или Поседон постојат, но не затоа што човекот осознал дека Зевс не е вистинет или дека хеленската митологија е измислена, туку затоа што веќе не постои народ кој верува на тие митови. Дали од ова можеме логички да заклучиме дека ако луѓето низ историјата биле способни да ги исфрлат илјадниците богови, дека само прашање на време е кога модерните религии ќе бидат заменети со други. Денес ние знаеме дека Земјата не е центарот на универзумот, како што тоа го тврди Библијата. Денес знаеме дека човекот еволуирал и дека не постојат првите Адам и Ева. Знаеме дека големата поплава на Ное, опишана во Библијата, не е вистина и дека таа е наследник на епот за Гилгамеш, епот за Атрахасис или најстарата Зеусуда. Сите овие приказни водат од исто потекло, зборуваат за исти настани, само со различни богови. Науката докажува дека сите живи суштества водат од исто потекло. Тоа значи дека Бог не создаде Битие, поглавје 1, стих 25. Зверови земни според родот нивни и добиток според родот нивни и секакви гадејки на земјата според родот нивни. Вакви настани, опишани во Библијата, за кои теолозите ги земаат како метафорични, а за слични такви настани, за кои науката нема одговор, ги земаат како факти. Значи ли тоа дека во првиот момент кога науката ќе добие одговор, овие факти стануваат метафора? Стравот е првата причина поради која не ги негирате Божиите зборови и дела. Дури и кога се сомневате дека Бог постои, вие многу тешко ќе се осмелите да си го признаете тоа. Ова е така затоа што Псалми 33 поглавје стих 8. Бојте се од Господа сите праведници негови, затоа што ништо нема да им недостига на оние кои се плашат од него. Петта книга Мојсеева, повторени закони, 6 поглавје, стих 13. Бој се од Господа твојот Бог и само нему служи му и кон него биди приврзан и во негово име клони се. Сте слушнали ли за колективна меморија? Колективната меморија е сеќавањето и знаењето на една група народ пренесувана од генерација на генерација. Ако искрено не верувате во Божјото постоење и постојано се убедувате во спротивното, со подсвесен став дека ако постои ќе бидам казнет или ако велите дека нема што да изгубам. Всушност, ако се држите до овие ставови, вие не сте верник, туку сте еден чекор поблиску до ставот на еден агностик. Низ историјата постоеле илјадници богови и илјадници религии. Која е веројатноста вашиот Бог да е вистинскиот? Ако вие верувате дека вашиот Бог е единствениот и вистинскиот, тоа во суштина значи дека вие сте атеист кон сите останати религии, освен кон вашата. Религиозните движења се дел од социјалата и од општеството на еден народ. Токму затоа тие индиректно влегуваат во историјата на човештвото и затоа многу често религиите преку светите писма се повикуваат на историјата за да го докажат своето тврдење. Но, ако се докаже дека еден стих е вистинет, тоа не мора да аплицира дека останатите се вистинити. Монотеистичките религии обожаваат да велат дека без Бог нема морал. Но што е моралот? Што е тоа што човекот го прави морален и неморален? Моралот не е ништо повеќе од збирна правила на една заедница за меѓусебни односи. Прва книга или Битие, поглавје 3, стих 16. А на жената ја рече: ќе ти ги умножам и преумножам маките кога си бремена, со болки ќе рагаш и ќе бидеш под власта на мажот свој и тој ќе ти биде господар. Прво послание до Колосјаните, 3 поглавје, стих 18. Жени, покорувајте им се на своите мажи, како што прилега во Господа. Левит, 20 поглавје, 9 стих. Човекот кој го навредува таткото свој или мајката своја да биде убиен. Не е проблем тоа што Бог бара од жената да му биде покорна на мажот, затоа што моралните вредности кои се припишуваат на Библијата, а преку тоа и на Бог, произлегуваат од општество, од времето кога е пишувана Библијата. Библијата, Куранот или било кое свето писмо
содржат многу мудрости, многу морални вредности, но тие за мене ќе бидат само дел од литературата и дел од историјата на човештвото. Науката не може да даде одговор на се, но за разлика од религијата, науката своите заклучоци ги дава врз база на физички докази. Науката, за разлика од религијата, е спремна да го промени својот став во интерес на вистинитоста. И што е уште поважно, таа не робува на авторитети. Науката не знае точно како настанал универзумот, но она што досега го знаеме е познато како големата експлозија, кога од единствен ентитет се создава материјата и од тогаш постојано се шири. Но тоа не значи дека таа никогаш нема да може да даде одговор. Погледнете само што се случи во последните 3 векови, кога науката го има тој авторитет, секогаш кога науката ќе изнесе научно тврдење за нешто, подкрепено со докази. А при тоа религијата нема сознание за тоа, тоа што го прави таа е се враќа во стиховите од светите писма и бара значење или создава интерпретација која најмногу ќе одговара на научниот став. И кога јас, од историска гледна точка, ќе ја погледнам религијата од озгора, тоа што ќе го видам е жена подчинета на мажот, робот подчинет на господарот, народот подчинет на власта, верниците подчинети на догмата. Догмата непроменлива. Еве што се случува кога Библијата случајно ќе посведочи за природата. Псалми, 104 поглавје, стих 5. Земјата ја постави врз незините основи, не ке се разниша низ вечните времиња. Псалми, 19 поглавје, стих 4 до 6. Сонцето излегува од небесниот крај и обиколува до крајот и ништо не се крие од неговата топлина. Авакум, 3 поглавје, 11 стих. Сонцето и месечината застанаа на своето место пред болскотот на вперените стрели твои, пред светкањето на сјајните копија твои. Исаја, 41 поглавје, стих 9. Ти кого го повикав од краиштата на земјата и го повикав од незините рабови, ти кому реков. 28 поглавје, стих 6 до 4 од Второзаконие. Господ ќе ве расфрли по сите народи од крајот до крајот на земјата. Она што јас можам да го заклучам од овие стихови е дека сонцето и месечината се движат околу земјата, додека таа стои на своите основи и не се движи. Веќе во друг стих, Бог ги гледа краевите и рабовите на земјата, што укажува на рамна земја. Да бидам конкретен, Библијата не зборува многу за планетите и другите небесни тела, но секогаш кога го прави тоа, таа греши. Многу е лесно од денешна гледна точка да се каже дека неподвижноста на земјата се однесува на незината оска или дека краевите на земјата се однесуваат на страните на светот. Но патувањето во овој реален свет во било која насока нема крај, ниту пак работ може да се гледа како страна на светот. Она што јас можам да го заклучам од овие стихови е дека она што го пишува во Библијата, а преку тоа му е припишано на Бог, е дека ликовите од Библијата ги напишале своите лични сваќања и мислења. Тие луѓе не можеле да ја осознаат реалноста во која живеат, а зборуваат за апстрактното и за друг свет. А еве го ефектот од библиските тврдења за земјата. Денес ние знаеме дека нашата планета е една мала и незначајна точка во нашата галаксија. А пак нашата галаксија е една мала точка во големиот универзум. Сонцето е центарот на нашиот сончев систем, а Земјата е една од 8 планети. Овој модел се нарекува хелиоцентричен. Моделот во кој Сонцето или Хелиос е центарот на нашиот сончев систем. Она на што христијанскиот свет беше учен со илјадници години од сопствената црква е геоцентричниот модел. Кога велам геоцентричен модел, не мислам на оној на Птоломеј, но многу сличен на него. Тој модел вели дека Земјата е центарот на универзумот,
а другите небесни тела, сонцето и месечината правенствено, се движат околу неа. Оваа идеја е многу блиска до онаа опишена во Библијата. Нека секој верува во она што сака. Јас го почитувам тоа. Јас немам омрза кон религијата. Религијата е дел од историјата на човештвото и јас го почитувам тоа. Но човековиот светоглед се менува и треба да се менува, без разлика дали јас го сакам тоа или не. Човековиот разум и свест не треба да робува на догми и идеологии кои се против неговиот биолошки и духовен развој. Историјата, а преку неа и славата и влијанието од минатото не треба да бидат пранги за човековиот здрав разум. Јас сум Ѓорѓе Ефремов и јас не верувам дека Бог постои.